Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер. Добре дојдовте во уште едно издание на Утринско еспресо. Добре дојдовте од снежното Скопје. Ово утро заедно со мене е Столен Умов. Столе, дури го гасам звучникот позади мене. Поздрави ги нашите слушатели. Поздрав. Снегот. Како ќе беа насловите? Снегот не изненади сите. Сега Данела го изненади Јупче Златев. Да. Навистина успешно се справи. Прво, проблем е локалните улици кои што се на општините, а не на градот. Таму мислам дека потврдија градот улиците. Ја доаѓам од Гази Баба, не е лошо на споредните улици. Супер е. Мора да ги браниш, да сите се од ВМРО. Од Мичу, не сега ти кажем од Маджари, кај нас се супер. Е другар сега, не, мора да се честита Данела на вистина. Али огромни честитки за Македонија пат. Сите превои изчистени. Па не е баш и Плетвар и автопатите се е средено, се е добро. Мислам дека ти покажува една група сообраќај каде што имаше доста нормално. Доста различни слики од тоа што гледат на медиумите на телевизија. Која ќе завее снег, не може у секунда да интервенира. Интересни се насловите вака која беше претходно политичка друга некоја гарнитура на власт. Нема тие стварно. Насловите беа блокирано се, Македонија пат катастрофа. Сега сите медиуми ли се ВМРО-вски одржава? Еве ги денешните наслови, вчерашните наслови. Екипите на терен работат напорно. Ослободено блокирано семејство. А немаше претходно наслови блокирано поради снегот и поради неичистените улици. Понатаму предпријатијата во чистењето на снегот во целиот Битолски и Прилепски район исклучително добро координирани и организирани. А Данела никој не ја спомена. За Скопје некој зборува. Еве ја споменав, викаме честитки и до Данела, но огромни честитки до Македонија пат директорот. Имаше наслов некаде дека локалните улици не се чистени. Министерот за транспорт и врски, кој исто така сите превои, сите автопати ги ослободија во рекордно време. Сега види, еве ти ке речеш Лјупче е пристрасен, немаш да се пристрасни 70-100 медиуми во државава се. Нема еден што кажува дека овде е проблем. Дури оние кои важат за екстремно блиски со Социјалдемократскиот сојуз на Северна. Особено беше проблематичен правецот Скопје Велес. Се среди, се направи. Па се среди после ден и пол. Различни се визурите. Во оваа емисија да беше како се пише тој претходниот директор на Македонија пат. Што беше пратеник порано од Грче, заборев. Да беше тој, сега насловите ќе беа сосем поинакви. Добро, не е битно, значи снегот не ја изненади Данела. Данела со тоа што го сработи на главните улици што се надлежност на град Скопје, го изненади Јупче Златев. Ми изненади Данела. Денеска инаку стара нова година ќе се слави, така? Јулијанска нова година. Тука малку интересна работа да кажеме. Денес се пеат мрсни песни. Има джоламари кај на сукавадарци, оние со звонци што се облекуваат. Денеска нели почнува и карнавалот во Вевчани, да, интересно. Тоа се значени што е збунувачки тука. Културно. Тоа околу календарот вечна тема, да еднаш нека се заврши. Само ние Србите и русите останавме по ја генерално поддржувам да се приклучиме на Григоријанскиот календар од една единствена причина што и сега космички е докажано дека е точен. Сега за разлика. Ова е сменет Григори кога го сменил Григори 16 век. Ама знаеш што е многу интересно? Затоа што тој се покажа на Килијанскиот дости некаде не знам 13 дена. Да, и некаде. Наеднаш поместуваат 13 дена. И овие пресметки сега, ако се направат математички, астрономски, најпрецизно, и сега ќе се покаже дека и овој календар, може би овој треба да се менува, може би 1, 2, 3 дена исто така. Ама знаеш како Столе, кој ќе кажат кај нас вика, тој Григоријанскиот, тој е вика од католиците, тој од папата. Од прагматични причини. Ама чека бе луѓе. А Јулијанскиот од кој е? Од Јулије Цезар. Значи што, нас ни е поблизок Цезар, знаеш, едноставно се станува збор за точноста, но ајде да не Шо е збунувачки? Да не ни се наљутат нашите слушатели. Ние чекаме сега нова година. Според тој календар нашиот на црквата. А ја чекаме според цивилниот, тој Григоријанскиот на први.
Но, според календарот на црквата, посите почнуваат пред Нова година. А за Нова година треба да се слави, треба да се маси. Ужас, што да ти кажам. Иначе Столе сега види. Вештачка интелигенција напредува, вештачка интелигенција ќе замени и календарот, ќе не замени и мене и тебе. И календарот. И календарот многу побрзо ќе пресметува. Сега тие математички работи сега што се И прават. замени и програмерите. Тој еден професор ми кажа, вика, па и програмерите нема да бидат толку големи, вика. Тие па, затоа што барем тие основни параметри, дорека уште повеќе не се надгради вештачката интелигенција, нема да има подобри програмери од вештачката интелигенција. Што ќе работат информатичари? Тие анализи ќе прават само, вика. Ексклузивно ово утро ние да направиме една моја продукција со AI, 2 рап песни, хип-хоп, добри. Едната се вика Media Moguls, а другата се вика Radio Leader. Ќе ги пуштиме во текот на емисијата. Со која прво да одиме? Столе, шо мислиш ти? Ова е моја продукција, моја идеја, а реализација е целосно на AI. Од глас до бит, па исто и у текстот. Идејата моја е само како треба да изгледа. Не сум јас воодушевен, тоа нема креативност. Ти за 5 минути си ги направил. Само дај му параметри. Меѓутоа, што правиме со авторските права? Значи кој има авторски права за овие имам ја. Никој друг не може да има. Ова се мои песни. Човечки подпис. Па моје човечки, јас се подпишам. Ова се еклектика, се е плагијат. Ништо нема плагијат. Се е направено врз основа на податоци што некој му ги дал, врз основа на ноти што некој претходно ги направил, врз основа на тактови што некој претходно ги направил. Па добро да и сега и ти да седнеш и овие у Скопје што прават рап песни, исто е нешто ноти кој претходно некој ги дал, што да не седнаа тука и да не измислија нешто, жити се. Тони Жени Сладкар, они од нула седнаа и направи. Сакаш да ти кажам, жити се. Кои ќе бидат главните работи што треба да се регулират за да се контролира вештачката интелигенција, затоа што Нобеловецот Хантинг, како се викаше, еден од најголемите научници на денешницата, пред некое време кажа вака: јас следејќи го ненормално брзиот развој на вештачката интелигенција, се повеќе сум исплашен и загрижен дали ние ќе успееме да се справиме со неа, да не почне она да не контролира нас, наместо ние неа да ја контролира. Коалиција помеѓу Љупчо Златев и AI, одиме со првата песна Media Moguls. Милош, те молам. Значи, ова е продукција моја и на AI. Слушајте, почитувани слушатели, уживајте у една прекрасна AI песна. Two brothers bound tight, escaping in the haze. Backyard sessions, lost in clouded days. Now we sip success, chilling high above. From smoke to mogul moves, loyalty and love. Started with a spark, now we ignite the night. Boardroom battles, climbing to the height. No more couch slouch, green dreams faded. Vision sharp, media kings escalated. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, slay all day. Late nights, bright lights, dreams tight in sight. Contracts tight, deals sealed, the boss delight. We talking currency, no more idle chatter. Counting stacks, media caches, now that's what matters. Brothers in suits, ties to our roots. Cannabis days, now a different shoot. Escape the puff to a concrete jungle. From burnout sessions to hustle and bungle. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, stay all day. It's my low life, chair. Столе, па не е лошо ова, бе. Како и секоја друга песна, што е посебно. Па сега има некој ритам добар. Ја пресековме после на пауза, ќе слушнете цела заедно со друга, сега прво една по една да ви ги пуштиме. Може? Знаеш дека Холивуд ланската година се тужа и дека побара сврста регулација во поглед на заштита на авторските права. Знаеш дека ланската година, и тоа беше актуелно, и ChatGPT и сите други кои што ги имаат тие програми, кои што се лидери во вешка интелигенција, беа ограничени и беа натерани да плаќаат пари затоа што користат дата податоци
за хранење на ChatGPT и на другите такви. Приказната на Медија Могулс, првата песна, е мојата лична приказна и за тоа како е создаден. Сега треба да платиш ти медиум, на кого да авторски платиш? права у ЗАМП затоа што користиш. Па не, ја узам си ги плаќаме тие што на годишна Не, база. или треба да го пријавиш. Што има врска. Ова ќе го пријавам, треба да ми дадат пари што се емитувало мене како автор на ова. А сега одиме AI, му зададовме параметар да направи песна за нашето радио и анализирал човече и текстот го напиша и многу го погоди текстот онака за тоа како изгледа нашето радио. Ајде да ја пуштиме втората песна, се вика Радио Лидер FM 98,1, исто на англиски јазик, уште AI не знае да твори на македонски, ако твори ќе ги разбие сите рапери у Македонија, пошто врска немаат. Одиме со втората песна, Милош. Yeah. Turn it up, Radio Leader, 98.1. Cultural warriors on the air, let's get it done. No breaks, full throttle for the people, son. Tuned in, vibes hit knowledge prime time. Static free, we be shaking up the paradigm. Stereo waves, cut through oppression. Mic to the mission, no second guessing. Radio Leader, fighting through static. 98.1 FM, busting through the attic. Voices loud, can't be aesthetic. Pushing culture forward, keep it magnetic. Critics on the back burner, never on our level. Echo chambers shattered, we the rebel. Press play, disrupting all the trivial. DJ Scratch, unveiling the criminal. Transmitting truth, no room for lies. Shaking foundations, make society rise. Not just tunes, but a movement revolutionized. Every broadcast, we redefine the wise. Airwaves fierce, giving folks the mic. Speak your mind, set the spark, ignite. No censorship, keep the public tight. Culture rich, we're the guiding light. Еве ви коментари од слушателите. Вика, ова е боле него Eminem. Вика, направи нешто рап на англиски со зборовите Македонија, Маседонија. Добро, ќе направиме за наредните недели. О, браво, епте, многу добро, не ми се верува дека си ти, ај малку во живо, не сум јас. Значи, и гласот е на AI. У вториот пример, и текстот дури најголем дел. Не, ама го има гласо сигурно документирано. Да. Наредната песна пробај со твојот глас како ќе звучи. Па да, може да го најдам тоа, да го пробаме за другата емисија. Лидер број 1 во Македонија. Еве, гледате, почитувани слушатели, со еден клик што може да направи вештачката интелигенција. Столе, ама звучи автентично. Не можеш да кажеш дека не звучи автентично. Да. Има некој... Звучи како некој да седнал да направил сериозна продукција, а со буквално еден клик, онака 15 збора имам напишано како сакам да изгледаат песните, што да биде темата, и текстот го вади, нели, ја прави музиката, аранжманот, се прави една апликација која чини $7, ако не се лажам, месечно да ја има. И самите научници се изненадени колку брзо напредува вештачката интелигенција. И се повеќе може да се... Не значи дека ако покажуваме загриженост, тоа што го рече Бајден, не треба да бидеме затечени како со интернетот, треба регулативата. Како со снегот у Македонија, да не бидеме затечени. Како со Данела јуче знам. Да. Не треба да бидеме затечени, регулативата треба паралелно да оди со развојот на вештачката интелигенција. Па затоа може да се слушнат, да се читаат се повеќе вакви наслови. Например, Wall Street може да изгуби 200,000 работни места поради вештачката интелигенција. Но, еве, има и други по неверојатни, ама корисни информации. Шведска ќе прави 3D печатена храна за луѓето во старечките дома. Ете, се изнагледав со еден професор такви машини во земјоделието, што е неверојатно. И во земјоделието ќе бидат речиси стварени луѓето да работат. И се јавуваше тогаш еден слушател, прашуваше, па што ќе работиме ние, тогаш ќе ни ги земе вештачката интелигенција и работите, што ќе јадеме? Они ќе произведуваат, јапанци раде за нас, они ќе произведуваат храна за нас. Што ќе работиме ние? Ќе биде некој вид на социјализам.
Да, Или, ако нема добра регулатива и распределба на тоа богатство и на моќта, може да се случи нов феудализам да добиеме. Значи, зависи како ќе оди регулативата, како ќе оди контролата и распределбата на тоа богатство и на таа благосостојба што ќе создава вештачката интелигенција. Вели кои ќе бидат работите на иднината. Па да човекот, ако не работи земјоделие, ако не работи услужни дејности, ако нема шофери, се повеќе ќе има автономни веќе во Америка, тие долги дестинации ги возат автономни возила, нема толку да има шофери. Затоа што ако не си знаел, во Германија само во моментот има околу 100.000 упразнети шоферски работни места. види, И што ќе работиме века? сега ќе ти работиме елаборирам. вели хуманитарни работи, ќе се посветиме на Креативни уметност, работи. концертите ќе растат за да се зголеми извини, социјалната Столе, ќе те прекинам. театрите и така. Значи, ова е многу интересна филозофска дебата пред паузата таман да ја направиме. На паузата одно од двете песни една по друга ќе ги пуштиме. А суштината е дека, нели, сте го учеле вие, ја не сум фатил тоа у школу, сте го учеле Маркс. Маркс вели дека комунизам е можен само кога ќе биде целосно изфрлена, нели, физичката работа, физичкиот труд. Да. И кога ќе има огромна социјална разлика помеѓу оние кои ги поседуваат средствата за производство и најголем дел од популацијата. Со вештачката интелигенција тоа ќе се случи неминовно и пошироката популација политички ќе мора да добие некаква авангарда за да може, нели, системот да функционира и да има некаква социјална еднаквост. Вештачката интелигенција неминовно ќе донесе, но не само вештачка, автоматизацијата на процесите, нели, ќе донесе една сосем поинаква димензија на човештвото. Ние денес имаме економија која со брзина на светлината се менува во светот. Правила кои важеле до вчера денес не важат, така што очекувајте промени во цела оваа работа, не знам. Од тоа, веќе гледам на запад до пред 5-6 години сум гледал, нели, маркети без продавачки, каде што ти сам си ги куцаш продуктите и излегуваш. А бензински пумпи. Значи, тоа сум го гледал пред 5-6-7 години, 10 години, валјда, не знам пред колку. Во Скопје за прв пат е дојдено тоа у Зебра И кафулиња само на шапки имаш човек. Во Зебра во Тинекс можете, за да не чекате, нели, на ред на каса, има и каса се уште, но можете и самите да си ги искуцате продуктите и тоа функционира. За 10 години од сега продавачките уопште нема да постојат. За 20 години нема да постои ни тој што ги реди рафтовите, тоа ќе го прави робот. И тоа е тоа, ќе биде Тинекс целосно, сега го спомнав, нема никаков маркетинг со Тинекс, го спомнав како пример, нели, на една компанија каде што го видов сето тоа. Така што вештачката интелигенција, машинското учење, сите овие, нели, револуционерни технолошки подвизи ќе ни го олеснат животот многу и ќе ги намалат и оние тешки работни места, ќе го намалат и ќе зголемат и безбедноста. Денес имате автономни системи за следење, нели, сегде во свет. За интерпелациите ништо не искоментиравте. Па стара нова година е, дај ние се бавиме, гледаш, песни издаваме тука за интерпелации. Па може ај покасно еве ќе ви испоштуваме. Не е интересно. Не е интересно. Столе, одиме со една кратка Само пауза. за вештачките интелигенција што да Ајде, кажем. ајде. Неколку податоци се интересни. Што вели Microsoft? Што ќе се случи во 2025-та? Претходно направиле анализа за достигнувањата на претходната година. Алатките со АИ, вештачка интелигенција, станаа незаменливи. Незаменлив дел од секојдневните задачи. И вели вака, употребата на генеративна вештачка интелигенција 2024 пораснала од 55% во 2023 на 75% во 2024. Тоа е така интересно. Вештачката интелигенција продолжува да се развива, а 2025 година ќе биде година на револуционерна трансформација. Велат од Microsoft, агентите напојувани со вештачка интелигенција со подобрена меморија,
способности за расудување и мултимодални карактеристики ќе ги револуционаризираат процесите низ индустриите и ќе има возможност на луѓето да комуницираат со технологијата на попаметни и на поефикасни начини. Додека сме ние на пауза, уште еднаш радио лидер и медија могул с двете песни во продукција на вештачка интелигенција, а продуцент сум ни помалку ни повеќе мојата маленкост која е на вештачката интелигенција и даде 4 реченици по песна команда како отприлика тоа треба да изгледа. Споменав авторски права, ќе треба пак. Нема авторски права, значи ова е автентично наше, гласот е компјутер, електронска музика. Ќе треба да плаќаат, има веќе тужби и тужби за тоа. Ама на кого да му платат? На датотеките на оние кои што ги стварале сите овие работи. Добро. Бил Гейтс вели вака. Јас сум си платил Бил Гейтс вели вака, секое работно место што го држи човек и што ќе биде заменето со машина, со вешка интелигенција, со робот, ќе треба да плаќа придонеси. Како се чудат луѓето. Тоа е исто како и секое друго работно место. Придонеси за пензиско, за здравствено, затоа што тој пензиски фонд треба да се храни од некаде. Од кај ќе се храни? Ја платил $7 за авторските права за ова, така што чисти сме, пуштај на репит двете, таман, кратка пауза, се враќаме назад. Зоран Милановиќ, нов председател на Хрватска, ќе го анализираме тоа и многу повеќе. И ова е Backyard sessions, lost in clouded days. Now we sip success, chilling high above. From smoke to mogul, moves loyalty and love. Started with a spark, now we ignite the night. Boardroom battles, climbing to the height. No more couch slouch, green dreams faded. Vision sharp, media kings escalated. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, slay all day. Late nights, bright lights, street tight in sight. Contracts tight, deals sealed, the boss delight. We talking currency, no more idle chatter. Counting stacks, media caches, now that's what matters. Brothers in suits, ties to our roots. Cannabis days, now a different shoot. Escape the puff to a concrete jungle. From burnout sessions to hustle and bungle. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, stay all day. It's my low life, chair. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, stay all day. Let's like all day. Let's like all day.
Yeah. Turn it up, radio leader. 98.1. Cultural warriors on the air, let's get it done. No brakes, full throttle for the people, son. Tuned in, vibes hit knowledge prime time. Static free, we be shaking up the paradigm. Stereo waves, cut through oppression. Mic to the mission, no second guessing. Radio leader, fighting through static. 98.1 FM, busting through the attic. Voices loud, can't be aesthetic. Pushing culture forward, keep it magnetic. Critics on the back burner, never on our level. Echo chamber shattered, we the rebel. Press play, disrupting all the trivial. DJ Scratch, unveiling the criminal. Transmitting truth, no room for lies. Shaking foundations, make society rise. Not just tunes, but a movement revolutionized. Every broadcast, we redefine the wise. Airwaves fierce, giving folks the mic. Speak your mind, set the spark, ignite. No censorship, keep the public tight. Culture rich, we're the guiding light. Escaping in the haze, backyard sesh, lost in clouded days. Now we sip success, chilling high above. From smoke to mogul moves, loyalty and love. Started with a spark, now we ignite the night. Boardroom battles, climbing to the height. No more couch slouch, green dreams faded. Vision sharp, media kings escalating. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, slay all day. Late nights, bright lights, dreams tight in sight. Contracts tight, deals sealed, the boss delight. We talking currency, no more idle chatter. Counting stacks, media caches, now that's what matters. Brothers in suits, ties to our roots. Cannabis days, now a different shoot. Escape the puff, through a concrete jungle. From burnout sessions to hustle and bungle. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, stay all day. It's my flow life, chair. Еден слушател вели неверојатно, многу е стар ритамот, но во нејзино време пред 20 години оваа песна би била No One. Да, знаеш што е многу интересно, Боби? Дури и ритамот го одбрав јас. У последно време така слушам стар рап и ми беше инспирација, побарав да биде ваква. Може да ја направим и она најмодерно сега што е. Ама многу ми аутотюнашки не ми се свига. И рок може да направиме. Правев ми тоа пред емисија сега. Наредните денови ќе експериментираме еве за паузите, пошто не може да пуштаме нели друга музика постоечка, не блокираат за авторски права на стримот, и на YouTube исто не ги сечат, но ова е наше, не може да не пресечат. Еве баш е и као некој тест да видиме дали YouTube ќе ни ги пресече овие музички парчиња. Обично ги сече кој ќе препознае некој ритам кој што е сличен на одредена песна која што е заштитена. Ајде да видиме. А или ти испрати опомена, веднаш не го прави тоа. Ај баш ќе видиме. Значи ние не криеме дека го споменав Нобеловецот Хинтон. Добра. Тој вели дека вештачката интелигенција би можела да го уништи човештвото за наредните 30 години. Затоа што темпото на промени во технологијата е многу побрзо отколку што се очекувало. Тоа
Тој е британско-канадски нобеловец Джефри Хинтон, кој што го нарекуваат кум на вештачката интелигенција. Знаеш кој е овој Хинтон? Златев, прочитай за него. Тој го напушти Google. Да? Минатата година, и тогаш сите насловни страни пишуваа за тоа, даде отказ во Google, за да може поотворено да зборува за ризиците кои што ги носи неограничениот, неконтролиран развој на вештачката интелигенција. Тој вели вака: ќе се случи, постојат шанси 10 до 30% со големиот неконтролиран напредок на вештачката интелигенција, човештвото да исчезне, и прави споредби, вели, ние доаѓаме во ситуација да бидеме 3 годишни деца во однос на тоа што ќе биде вештачката интелигенција. Во таква една ситуација, во таква една состојба, се знае кој кого ќе контролира. Никако не може 3 годишно дете да контролира возрастен човек. Тоа се неговите забелешки. Да, Столе, добро сега, има и други тврдења, да речеме, на Реј Курцвел, еден од татковците, условно кажано, на оно што ние денес го знаеме како AI, уште од неговата позната книга од раните 2000-ти, Singularity is near, односно сингуларноста е близко, еден футурист, исто музичар, он има клавири Курцвел со неговото име, бренд има произведувано. Реј Курцвел е татко на првенствено уште у 70-ти на оние као денес што го имаме Google Translate концепти, има многу работи има создавано и иновирано, едно од најинтелигентните луѓе кои чекореле. Тој вели друго, тој вели дека потребно е човечкиот мозок да се поврзи со вештачката интелигенција и да се создаде една сингуларност помеѓу биологијата и технологијата. Тоа е Илон Маск го прави тоа со оној Neuralink. Чиповите? Да. И сега суштината е дека така, замислете вие, сите сте паметни што не слушате, сега ќе погледнете некое видео, ќе прочитате некоја книга или некоја статија и одма имате инспирација што да анализирате. Замислете како податоци во вашата глава да биде поврзана со датабазата на Google. Што би се случило се? Ова е птен футуристички муабет, да не претеруваме, ќе ги уплашиме луѓето. Во тие дебати велат и вака дека споменав печатар за храна во Шведска по пензионерските домови, по старските домови. Веќе се родени или во наредните 10 години ќе се родат луѓе што ќе живеат по 200-300 години. Затоа што ќе се печатат човечки органи, како што веќе се печатат делови за автомобили. Веќе во светот за 2-3 дена се прават куки со лиење, со печатање на зидовите. Тоа се веќе работи кои што во голема мера ќе го олеснат и градењето и човечкиот живот. Меѓутоа, истите тие што го велат, се може да се замени освен човечкиот мозок. Затоа што човечкиот мозок има една континуирана димензија од праисторија. И сето тоа влегува во мозокот. Тоа не може да го направи се уште некој вештачки мозок. Може, вика, во робот, ако се пресади вештачки мозок. И вештачкиот мозок старе, значи се може да се замени освен мозокот. Значи тие што ќе живеат може да вегетираат повеќе отколку што ќе бидат умствено користни. Да речеме, почнати се веќе сериозни истражувања и постои одреден успех на тоа вашиот мозок да биде изваден на хард диск. Што би се случило тогаш? Тоа значи дека со методите на вештачка интелигенција вие може да продолжите да постоите и откако вашето тело ќе умре, затоа што вашиот мозок ќе почне да функционира во вештачко опкружување, во технологија. И сега вие ќе бидете свесни дека сте умрели и така натаму, но ќе продолжите да живеете. Вашите блиски може, ова е многу интересно за надминување на оние смртни случаи, затоа што вие ќе бидете свесно битие со вашиот мозок, со вашата меморија, со вашите сеќавања, со вашите стравови, само ќе немате тело. Ќе бидете сместени на хард диск и вашите ќе може да комуницираат со вас. Има добра британска серија за ова Black Mirror се вика, таму вакви
како се вика, стравови од иднината се пласираат, ја има на Netflix, но генерално столе тоа не е неостварливо, знаеш. Се ти може, се ти си реално Интересно е што се реално случува. мудар човек. Знаеш дека Знаеш, и од кога ќе заминеш од овој свет, твојот мозок го ставаме на хард диск, те ставаме у некоја визуелна варијанта и те прашуваме столе што мислиш за ова, што можеш да продолжиш да возиш емисија и од кога ќе престанеш да постоиш. Ќе бидеш поврзан нели со датабазата на Google, ќе следиш што се нови вести од Македонија и со твоите искуства, со твоите знаења и понатаму ќе продолжиш да анализираш. Ама знаеш што ќе ти речат тие што се духовно така повеќе настроени, религиозно, па и филозофски. Ништо не може живоста да ја замени. Значи за литургија, си бил на литургија, си бил некој? Сум бил, да. Ја ми се фич, ти си така роботски. Па не многу, не сум нешто многу често, ама сум бил. Значи литургија мора да бидеш тамо, во живо, да се причастиш. Нема стриминг литургии, нема ништо, не може тоа да го замени живоста, не може да ја замени ниту една машина. Па добро. Што се случува со Facebook страниците после смртта на луѓето? Знаеш дека има и компании кои што и понатаму ги одржуваат тие како да се живи. Аги Мионус вика, он не би можел да продолжи у дигитален environment да постои затоа што он не би бил он без секс. А само мозокот ако му го оставиме, па види, аги, ќе му симулираат, не. Ќе ти симулираме секси и виртуелен, затоа што ти кога ќе бидеш во дигитална форма веќе, кога нема да бидеш физичко битие, туку ќе бидеш некаков код, некаков софтвер, ќе имаш пристап до датабазата на Pornhub и генерално твоите најголеми фантазии ќе можеш да си ги остваруваш таму. Ќе можеш да си замислуваш со каква сакаш. Многу е полесно, нема да имаш потреба од додворување, частење, парфеми и така натаму. И за помисла ќе го тужат, ќе заврши како Трамп со оваа порно глумицата, како се викаше. Добро, се обидуваме да ви кажеме како ќе изгледа вистината, знаеш. Ајде и друга. Еве ми вика тука, вика оваа песна очигледно те инспирирала за муабет затоа што рефренот на Media Moguls е From Joints to Points. Така што очигледно некако као да влијаело. Ајде завршиме ова со Хинтон и со вешка интелигенција. Значи овојот вели не очекував, не верував дека вештачката интелигенција ќе биде таму кај што е сега. Мислев дека ова што сега се случува ова ниво ќе дојде од некоја далечна иднина. Хинтон вели дека во наредните 20 години човештвото во одреден момент ќе развие такви облици на вештачка интелигенција кои ќе бидат попаметни од луѓето. Таа оценка е многу. Па не види. Со оглед на двете песни што ги имаме денес. И се залага за државна регулација на технологијата. Значи двете песни што ги имавме гангста раперски, валјда, не знам што жанр е ова, покажуваат дека вештачката интелигенција е подобро од сите рапери у Македонија заедно да ги собереш. А не ги навредува сега, како се вика Сладкар, овој. Добро, они се окей, а не викам не, али види, ова е квалитетот на друга димензија. Перфектна, перфекцијата е досадна. Ке направиме прелаз еден кон Милановиќ. Зошто Милановиќ направи успех? Затоа што и неговата партија, СДП, цело време зборува за корупција, ама го прави тоа досадно, на досаден начин. И не проаѓа, не привлекува. А он го прави на интересен начин. Со емоции и проаѓа. И ХДЗ-овци со 75%. Има одредени региони таму каде што победува со 97%. Примерно само 9% има освоено. Значи, направил еден хрватските граѓани доста демократски капацитет покажуваат, особено на председателските избори. Ова да го завршиме само. Нашите слушатели, еве Војо Тодоровски вели, извини столе, остај вештачка интелигенција, не Војо го имаме тука. Природната интелигенција која нас не слуша вели по-лоша емисија до сега си немал. Добро. Мора да пробаме да па сега некад мора да имаш и лоши емисии, не може сите да се добри. Не сум ја робот. Значи, пак застануваме кај профитот и кај распределбата на богатството. Значи Хинтон, кој што е исклучителен авторитет, се грижам
дека неведливата рака нема да не заштити. Самото препуштање на профитниот мотив на големите компании нема да биде доволно да не осигура за безбедно развивање на вештачката интелигенција. Единствено што тоа може да го направи е државата. Да ги натера големите компании повеќе да истражуваат за безбедноста и за безбедностното регулирање. Има и човек кој што исто така важи за еден од татковците на вештачките интелигенција како Хинтон, кој што смета сосема обратно. Тој вели вака: од тие тројца, Јан Лекун, исто така водечки научник за вештачка интелигенција во компанијата Мета на Марк Зукерберг, тој има сосема поинаков став и вели од Хинтон и вели дека заправо вештачката интелигенција може да го спаси човештвото од изумирање. Сосема спротивно од неговиот колега од таа света тројка. Види, сега ова се технолошко-филозофски дебати, ќе ги оставиме нивно попаметните од нас. На слушателите сакаме само да им порачаме да уживаат во ова малку поразлична емисија. Гледаш, песни ви пуштивме, направивме нешто интересно. Секој ден ќе ви пуштам песни сега. Ајде да се вратиме. Зашто, не знам, не ми е јасно. Вучик кажа дека е подготвен и се понуди да биде домаќин Белград-Србија на средба помеѓу Трамп и Путин. Зашто ние тоа не го направиме? Зашто Гордана Сигановска-Давкова тоа не го направи? Па не знам. Охрид нека биде тоа Охридски мировен договор. Имаше Мински договори, не успеа се Охридскиот нека успеа. Види, кога гледаме нашиот Охридски колку неусреки, толку и нивки ги усреки. Сега да бидам вака искрен. Значи, ако Охрид некако малере за тие работи, цело време зборува за вештачка интелигенција, се убацуваш суеверие, религија, мистицизам. Па добро, малце. Па тоа е да докажеме дека сме луѓе. Еве, интересен предлог, нека излезат овие нашите. Види, пошто е Трамп во прашање зошто бе се Охрид, што сега Езеро има и 5 хотели во Охрид. Зашо? Па па Трамп кој град е поврзан со Трамп? Велес. Може и Велес. Велешки договор. Да, и аеродром е близко. Во првата победа на Трамп, наводно Велес имаше тоа, CNN го каже, не го кажав ја, дека имал Велес големо учество со тие лажни вести, така што може да биде Велешки договор. И баш као Пасиев е од Велес, он може да им биде и модератор. Баш ка има тамо еден интересно хотелче, езерце, тамо. А Пасиев не сум забележал што став има за Трамп, не сум го. Исто може и онаа винаријана е добра Сопот. Замисли ги Трампи, кај што се сликаат инфлуенсерки. Евана да ги пофалиме, заборавивме. Данела ја пофаливме, Евана за 10 минути вчера снема струја во Карпош 4, за 10 минути одма екипите се растрча и ја направи. Веројатно бил некој сигурач паднал. Некој сигурач. Чим за 10 минути завршил. Сега ја као електротехничар, до душе за компјутерска техника и автоматика, ама сепак сум учил електротехника и сите тие работи. Дури, еве, слушателите велат емисијата ви е интересна. Може би увеле, зашо да не? Има тамо покрај, или Сопот, кај што се сликаат инфлуенсерките, замисли ги Трамп и Путин како договараат. Види, Вучич излезе многу интересна работа направи. Ој, знаеш дека ќе подпишува договор со Америка за воена соработка, што е онака многу чудно. Нешто слично на тоа ние стратешко што ги имаме. Па нешто у тој фазон. Сега има некакви тимови. Многу интересно како Вучич се повеќе се открива. Очено собрани од студентите. Да. Брнабиш излезе вчера, вели целта на студентите да ја отцепат Војводина и да ја уништат, демек после Вучик ќе пропадне Србија. Мислам, тоа е веќе очен начин да наместо да излезе Тито беше многу поголем фраер, студентите се во право. Проблемот е што него фермата они сега немаш со тебе што да разговарам. Ти си председател, имаш ингеренции, не може кај за чешмички пуштање секаде се појаваш. Ти си и за локална самоуправа председател и за Тако беше, он го усоврши Груевски. Груевски беше и архитект. Не, Груевски беше мала беба за ова, сега да бидеме реални. Груевски сакаш, имаше таква желба по цел ден да го следат новинари, он да отвара чешми, школи, градинки и така натаму.
Вучич ова што го прави, имаше една анализа на N1 ја гледав во за 5 дена на празници околу Велик ден, околу Божик се извинувам, имаше 37 појавувања у Па 5 тоа не си дена. го прочитал единствено нешто во кое што статистички Србија расте у изминатите година две е Медиумските појавувања. и тоа за 30% во однос Неверојатно, на претходната значи, година. Замислете сега, Значи ако има 365 дена, он има 370 појавувања. замислете сега кој канал и да го пуштите, да ја гледате председателката Силјановска со ингеренции за се и се, што на едно ги кара министрите нешто не направиле добро, на друго се расправа со студенти, И со замисли она да биде домаќин на Трамп и на Путин, човече. Види, прво Вучич Може нема да биде. ето, види, добро. пошто жени го интересира Трамп, може таму прочитав тука кај тебе објавено ова на Лидер. Повторно приведени латиноамериканки. Да. Акцијска контрола во Добридол. Дали странските државјанки од Бразил, Венецуела и Колумбија се танчарки или сексуални работнички кои го злоупотребуваат туристичкиот престој. Знаеш, е тука индикативно. Порано овие вести секогаш почнуваа со молдавки, русинки, Да. украинки. Сега се повеќе Бразил, Венецуела и Ја као Колумбија. ги влечат од Бразил, Венецуела до тука, тоа не можам да Што разберам. зборува? Пораснал стандардот таму или не може да дојде до тука? Што е проблемот? Или па може ние сме пораснали економски, па сега Знаеш, сме ама многу, надживеале. ама многу често во овие вести македонки од Источна Македонија може да се. Види, ја не знам, Порано доминира романки, молдавки, погарки, да, не, ама украинци, сега сега ги види, нема. со глобализацијата, глобални Или станајќи нема што да ба- пазари. Ама не, Значи, Или нема што да бараат тие туку Македонија, Европа им е отворена, слободно може таму да одат. Зборувам за овие тука европските. да, веројатно вие побрзо виза може да добијат у Македонија него у Германија. Сега не знам. Не знам што е поента, но очигледно има некаква организирана структура со бело робје која го работи се ова и очигледно тука институциите треба многу повеќе да работат. Ова како коментираш, го споменавме Путин. Джад или Джуд Ло, ќе го глуми Путин во еден во филм некој што ќе се снима и негова изјава, о Боже, зошто се согласив нова. Знаеш дека, ја тоа не го знаев, Милош Романчевски го кажа. Едно од улогите во Пред дождот требало баш Джад Ло да ја игра. Еден светски популарен. Знаеш кој е Джад Ло? Да бе, да. Личи ли на Путин? Чекай баш да го. Не бе, не. А? Ќе го дотераат, ќе го почишат. Путин би можел Дени Девито покојни само да го глуми. Не знам. Многу е подебел. Тој фазон ми е он. Добро ќе го ослаба ту со AI. И Али не ни може Или почне. може и Хопкинс да го, ама стариот Хопкинс веќе. Да. Не знам, јас... Ај за Милановиќ, што мислиш, ајде кажи нешто. Па тоа е тоа, Милановиќ понуди една алтернативна политика, како да кажа, алтернативен пристап кон политиката. Убедливо најзабавен председател во Југоисточна Европа, сега да бидеме вака искрени. Нема позабавен од него. Со мерак да му ги гледаш изјавите, со мерак да му го гледаш логицирањето. Не секогаш се согласувам со него, особено за оние руско-украински работи, но човекот е стварно автентичен и победи неговата автентичност. И тоа е тоа. Во исто време ние гледаме дека хрватите, за разлика од нас, за разлика од србите, за разлика од босанците, од албанците, за разлика од црногорците, за разлика од сите практично од поранешна Југославија, сем словенците, они имаат такви изблици. Има Покажа- така, може председател да биде. Да. Сосема трет локална Да. самоуправа Јанковиќ, Да. сосема четврти парламентарни. Да. Значи прават разлика. Ние сите други правиме Джандар збира, а они знаат да речат чекај сега полека и да гласаат на парламентарни за една партија, на председателски за сосем друга и самите да го создадат оној checks and balance и со онаа контрола на власта што е понекогаш добра. Ние немаме таква култура за жал. И не сме покажале дека имаме има до така, сега. не е прв случај ова. Месиш така не беше од мејнстрим од двете, од СДП и од ХД за победи тогаш. Не, трета знаат, опција. знаат тоа да го направат. Ние Словенците немаме посебно. култура за И тоа. сега, например, и голем број ХДЗ-овци, сега не мора да бидат членови на партијата, меѓу луѓе кои што се приврзани као гласачко тело, гласале за Милановиќ. Ама не, реални да бидеме сега, Милановиќ има многу ХДЗ-овски наратив, многу поголем од Пленковиќ. Пленковиќ е под така сумопарен. Тоа е еден од коментарите, ама тоа е повеќе отпор кон Милановиќ. Има одбојност кон него, затоа што подолго време владее,
корупција и тие работи, меѓутоа недоволно силна е СДП, не се појави човек од тамо, сега Зорчиште кој ќе биде, веќе не знам никој е лидер тамо, за да може да му парира. На парламентарни избори убедливо, суверено победува ХДЗ, а на председателски и на претходните Китаровиќ, нели Грабар Китаровиќ, како се викаше претходната председателка, ја победи Милановиќ, а за неколку месеци после тоа на локалните суверено победи ХДЗ. И сега ќе има локални и вистинското прашање колку ќе успеат СДП да го материализираат, Милавиш, за овие сега скорешните што ќе биде локалните избори. Еден добар коментар, извини, во однос на вештачка интелигенција од еден рапер, ми вика добри се стварно, ама вика знаеш што е проблем. Вештачката интелигенција наместо да ни служи за домашни работи и роботите да ни чистат пеглаат, почнаат да стануваат уметници, а ние ќе чистиме и пегламе. Така излезе, да не спаднеме ние слуги, па затоа го... Обратно, знае, и да, управо е. Ама има, да му кажеме, еден професор од Финки вели, а што? Ама он е застапник на што по-брзо развивање на вештачката интелигенција, вели, што се плашиме толку? Ако толку се узјогунат, здисаат роботите и вештачката интелигенција, што ќе треба нашите ние да направиме? Да ги исклучиме. Да ги браниме рудниците и железарите. Нема да можат да се развиват, не може да може да се размножуваат. Тоа вика треба безбедносно да го решиме, другото веќе нема гајде. А што ако они ги контролираат луѓето и безбедносните служби што треба да ги бранат рудниците и железарите, ја го прашам. Тоа веќе самите од главата ќе си патиме. Значи се зависи од нас како ние ќе ја користиме. Како цела цивилизација одсекуваш. И кој излегува смартфони, излегува за подобра и побрза комуникација, не деца да зјаат на TikTok, да гледаат глупости и да им се намалува коефициентот на интелигенција поради тоа. Знаеш, ние наместо да имаме зголемување на продуктивноста, креативноста на човековиот мозок, ние имаме обратен процес. Ние се претвараат у дебили, цел ден зјаат, гледаат рилсови, тиктокови, чуда, го пратат боемот на Инстаграм. Мада добар профил е за следете го на Инстаграм. Што Милановиќ да завршиме. Ретко добар прозорец кон младите. Знаеш што е сега се очекува дека нема да го заврши до крај мандатот, ќе си даде оставка. И премиер ќе станува пак. Да, нема да ја направи грешката од претходните парламентарни избори кои Уставен суд го зафркна. И фактички ќе се наметне како лидер на опозицијата кој што треба да го победи после долго владење Милановиќ. Знаеш, таков еден обид имаше и Црвенковски кај нас. Пленковиќ мислиш, не Милановиќ. Милановиќ ќе се намете Пленковиќ да го смени. Кај нас имаше таков обид Црвенковски на тие избори кога велат дека победил, ама на крајот не знам од кои причини во 8-7,5 колку беше излезе јавно ги призна изборите како легитимни и заврши приказ тогаш ајден која беше затворен одма после изборите. Таквите работи мислам дека треба да очекуваме и кај нас да се случат, да победуваат луѓе кои што не се од мејнстримот. Нема што може да се случи. Кај нив Бандич се одметно од СДП, нити е ХДЗ, формира своја партија, 4-5 мандати владееше во Загреб. Реално ние значи таму Божо, како се викаше, од мост, во помали места, значи луѓето гласаат за личности. Исто бил Словенија овој како се викаше Јанковиќ. Ама знаеш како во Љубљана? Ние имаме се скоро локални избори. Во Хрватска знаеш дека има отворени листи. Таму може лидерот да е на прво место, да остави помалку гласови од оној што е на 20. Знаеш што? Кај нас тоа кога го направат за локалните избори. Мислам дека нема да го направат. Не, види, кај нас на локалните избори сега ќе имаме многу интересна позиција, годинава, и тоа е баш ќе одбележи годинава, тие избори се нели единствени. Што е работа? Опозицијата во Македонија е сега безнавредна, без ни малку злоба у мене и така натаму, но СДСМ во моментов е во една многу лоша позиција со рейтинг, многу лоша позиција со не може да наметне автентична политика, и тоа е нормално, една криза по губењето на власта, особено за политичка партија која расчисти со својата идеологија многу претходно, за разлика од ВМРО, каде што таа нивна, нели, тоа Бисер Балкански и Заветна ги чуваше во опозиција
на тие 300.000 гласа. СДСМ го немаат. СДСМ немаат такива што ги обединува во моментов. Подценува и СДСМ никој. Не го подценувам, но ја исто не сум песимист до толку, може би еден ден ќе се врати, но мислам дека на наредните локални избори ќе се создаде една поинаква слика, Столе, и мислам дека ќе се наметнат такви независни, зелени. На локалните, затоа што има нездоволство и очекува. Што знам, во Битола имаш интересен политички феномен, Габриела Илиевска. Да. Може да очекуваме, знаеш, некој сосем различен резултат, особено ако се покаже дека граѓаните не се задоволни од сегашната власт. Може би и се не ќе се охрабри. Може некој... Не, види, ние не видовме нешто. Во Скопје во центар невладин сектор влезе во Карпош. Може да биде граѓански иницијативи. Особено во оние средини као центар, као Карпош, каде што ВМРО ДПМН реално не проаѓа добро никогаш. Значи може некој локален бизнисмен, но они генерално се плашат, сите се врзани некој со власта. Не, ама знаеш што е проблемот, ние до сега. И испаѓа дека голем дел од нив направиле пари поради блискоста со власта и со тендери, друг начин. Немаме автентична буржуазија, ние немаме технолошки иноватор, немаме Елон Маск. Добар предлог, нека воведат отворени листи, макар за... Ние најблиску до Елон Маск што сме го имали у држава е Кочо Ангјушев, сега ти види. Што отиде државна функција да има. Добро, он има и црна металургија. А нема лансирано, по-добро и на Илон татко му нешо рудници држеше. Порама, да. А он сега... Така што знам сега, да бидам реален. Може е добро експериментално, затоа што тоа се зборува подолго време. Велат Милановиќ е руски човек. Не е руски човек Милановиќ, он е кокетира, игра опасен. Но он е некоја Орбан Фицо варијанта од лева страна. Па и Орбан беше левичар порано, беше. Па и Фицо беше левичар. Абе тоа е влегуваш у главата на луѓето и го зборуваш што они ги користиш нивните емоции, го зборуваш што они што сакаат да го слушнат, така и ВМРО освои многу гласови. Столе, Лос Анджелес со огромни пожари, човечки жртви, навистина лоша. Ја прочитали таа вест? Што? Очено време тера на очени мерки. Богаташи од што е срамота за Соединените американски држави. Богаташи од Лос Анджелес им плаќаат по $2,000 на час на приватни пожарникари за да ги спасат своите вили од пламените јаци. Ја гледам и тоа и ти си го пренал. Па тоа е која немаат која се либертаријанци, која не веруваат дека треба да има општествено уредување, обществена собственост, која мислат дека приватното е најважно и моите пари се најважни, тоа што ја го имам на сметка и вети, сега што ти вреди тоа? Или многу неконтролирани работи, знаете. Например, трошира многу повеќе вода и сега има проблем со водата при гаснењето. Неверојатна дрскост над богатите. Да. Столе да затвараме дуќана? Полека еве со Ким Кардашијан. Што направила Ким Кардашијан се? Вели од 2022 година на сила се строгите мерки за заштеда на вода, со кои обичните жители се ограничуваат да ги полеваат бавчите 2 пати неделно по 8 минути. Мислам дека овие теми само ние ги имаме, човече. Ама што правиле? Ким Кардашијан, собственичка на куќа вредна $6 милиони во луксузниот комплекс ОАКС. Истата година е казната поради користење на повеќе од 750.000 литри вода од дозволеното. Казнати се, например, и други личности, меѓу кои Силвестар Сталоне, комичарот Кевин Харт. Многу вода трошеле. Да. А у неготино немаат вода да се избањаат летно. И многу луѓе се... А Ким Кардашијан колку 700.000 литри? Што правила бе таа? Ни изгорел домот и на Раде Шербеџија, кај што живеел 10. Па нека си се врати златна Хрватска и до Холивуд. Бог да чува. Замисли, ајде да беше Раде од... Не знам, тука негде ќе разберев, ало бре, Приморје имаш, иди земи на Хвар. Па сигурно има тамо. Срекна стара нова година. Да. Ајде, нека биде се најубаво. Вртете вечер мазникот. Како ја викате српска, зашто и српска, па и македонска старана. Па не, тоа, па кој народ имаат нова година у свет? Срби, кинези
евреи, кои други имаат? Не, овој календар црквите се во Србија, Македонија И Русија. Не знам, романците, не. И Грузија мислам дека. Великден заедно го славиме. А иначе со чека малку. бугарите и А грците. ја заборавивте Етиопија. Етиопија е по не. 127 милиони држава. Етиопија или Еритреја беше се? Етиопија. Да. 127 милиони луѓе се Па и во по јулијански календар. Па и Ние колку сме евроцентрични, ние и Србија заедно немаме 10 милиона, сме побитни од Етиопија што има 127 милиона луѓе. Чекај, провери, не знам дали се толку. Еве ти Има бе. копти во тоа се христијани. Не се, нивни се, Египет. православни се, не се копти во Етиопија. Етиопија Провери, дали се не се толку луѓе. 127 има Египет, толку има жители, Етиопија помалку. 123. Колку жители има Етиопија? 123 милиона. И сите се православни. Па 60-70%. Од Етиопија не се подели, Еритреја беше порано од себе. Да, не, ова ти кажем И сега. остана без море или има дел од морето, како беше сега посеќавање збора. Прекрасна земја. Си бил таму, како зборуваш на од Сум гледал документар. вештачка Сакам интелигенција. да идам во Етиопија. Сега гледаш нешто Рапов и ме удри, така, знаеш. Мел Знаеш, Гибсон имаше јака изјава. Мел Гибсон е будала. Луѓето ги лаже дека може да излекуваат рак со инверметин, како се викаш она што е за бол За и корона убивање. што беше, Значи, Што користе луѓе, дај жити се, проценете го. Хитлер го има поддржувано минато. Добар глумец, фантастичен глумец, ама не може да ве лечи Мел Гибсон. Значи треба да си идете ако имате рак. Зеленски нуди украински пожарникари да гасат пожари во Лос Анџелес, а синот на Доналд Трамп, јуниор, вели нема со што да гасат сите машини, коли ги донира, ги испратија во Украина. Го гледав пред Средства. Джо Роган 2000. И ја мислам стварно луѓе. Мел Гибсон е чаки. Мел Гибсон е Ми изненади оно, па може би оти од Австралија за тоа. абе многу брат, се, има пари. Сега, ало, глумец е. Не може глумец да ми биде експерт за медицина. Знаеш, глумец е. Супер, топ глумец. Исус добро го изглуми. Фантастичен глумец. Или кој? Брейвхарт ми е еден од омилените филмови. Ама ако имам рак, нема да ме лечи Мел Гибсон со глупите изјави. Која иронија, он Значи- од Австралија заради короната му забрани, го екстрадираше Новак Џоковиќ, не го пушти да игра, оти не беше вакциниран, а овој најголем, како ги викаат тие теории на заговор. Да, бабе, глупости веруе. Јас го имам пратено. Како да ти кажам? Тоа е едно од маните на интернетот. Јупче си ја читал, си ја слушал. Мислам дека многу луѓе го имаат кажано. Не, бе, тоа Што мана. повеќе демократија, повеќе немаат Не, зошто уреднички да- капацитет, Не, за да не, можат брана да може да го Не, стварат зошто тоа ме што го мана, примаат. зошто, шо? Не, Па мене, друго ја не го сакам. гледам тоа како мана. Не, што повеќе демократија, што повеќе Не. слобода, Па вести, не. информации достапни до луѓето, Види, јас сум малку толку сум... повеќе луѓето Не. порасна процентот на луѓе што веруваат дека земјата е равна плоча, човек. Јас сум, Па јас сега, сум, не јас треба, сум, кој е на Јас рамучение? сум- Не треба на секој да му дадеш. имам у мене една доза, иако сум, нели, малци така социјалдемократски настроен за една држава која ќе помага на луѓето, ќе им дава еднакви шанси, така Социјална натаму. правда, да. Но имам малци и дарвинизам во себе. Односно, што би рекол ја? Па извини се, ако сте доволно глупи да верувате дека лек за болви ќе ви излекува од рак, пошто Мел Гибсон ви го кажува тоа, може би не заслужувате да живеете. Што да сега ви немој кажам? така, немој. Па сега извини. Ајде сега да Сами завршиме. носите одлуки. Колку снег На падна крајот во од Македонија? денот. Попова шапка 64 см, Мавро 57, Крушево 36, Берово 27, Прилеп 20, Охрид 17, Штип 32. Машала. Да, многу дубоко. Скопје околу 11. Ја не можам 15. 2 дена да исчистам колата на Сабајле. Знаеш колку по 10 минути чисте ги удирам. Попова шапка најстудено 10 степени под нулата. Мавро Што не Ране, завршуваме со двете песни продукција на вештачката интелигенција, Медиа Могулс И ги молиме за да радио се лидер јават, FM. да го регистрираат това и да почнат со тантиеми да му исплаќаат. И мене треба на да ми лидери на даваат Јупчина, пари, да. да. Мене треба да ми даваат пари за секој кој ќе ги емитува овие песни. Тоа е тоа. Што дјавуваме. It's like all night.
bound tight, escaping in the haze. Backyard sessions, lost in clouded days. Now we sip success, chilling high above. From smoke to mogul, moves, loyalty and love. Started with a spark, now we ignite the night. Boardroom battles, climbing to the height. No more couch slouch, green dreams faded. Vision sharp, media kings escalated. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, slay all day. Late nights, bright lights, dreams tight in sight. Contracts tight, deals sealed, the boss delight. We talking currency, no more idle chatter. Counting stacks, media caches, now that's what matters. Brothers in suits, ties to our roots. Cannabis days, now a different shoot. Escape the puff, through a concrete jungle. From burnout sessions to hustle and bungle. From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, stay all day. It's my life, From joints to points, clicked and clicked again. Haze turned maze, now it's Forbes, my friend. Rising like the smoke we once blew away. Media moguls work all night, stay all day. Let's like all day. Let's like all day. It's like all day. It's like all day. Yeah. Turn it up, radio leader. 98.1. Cultural warriors on the air, let's get it done. No brakes, full throttle for the people, son. Tuned in, vibes hitting knowledge prime time. Static free, we be shaking up the paradigm. Stereo waves, cut through oppression. Mic to the mission, no second guessing. Radio leader, fighting through static. 98.1 FM, busting through the attic. Voices loud, can't be aesthetic. Pushing culture forward, keep it magnetic. Critics on the back burner, never on our level. Echo chambers shattered, we the rebel. Press play, disrupting all the trivial. DJ Scratch, unveiling the criminal. Transmitting truth, no room for lies. Shaking foundations, make society rise. Not just tunes, but a movement revolutionize. Every broadcast, we redefine the wise. Airwaves fierce, skipping folks the mic. Speak your mind, set the spark, ignite. No censorship, keep the public tight. Culture rich, we're the guiding light.